Кога Бог ќе го суди светот со оган, како ќе го отвори патот на спасението за човештвото. Денес, да ја проучиме Божјата реч со проповедта Двата суда и Пасхата. И да го потврдиме овој пат на спасение низ Библијата, за сите да можеме верно да одиме по него. Двата суда се однесуваат на времето на Ноевиот потоп, кога Бог првпат го судел светот со вода, а вториот е во последните денови, кога Бог повторно ќе го суди светот со оган. Сигурно сите се сеќавате и ги знаете овие вистини запишани во Библијата. Зошто светот ќе биде суден? Да ги разгледаме времињата кога Бог го судел светот. Деновите на Ное, деновите на Содом и Гомора и последните денови. Што им е заедничко на сите овие времиња? Во секој од овие времиња, сите луѓе биле бунтовни, отуѓени од Бога, злобни и неморални. Таков општествен феномен постоел во тие денови. Се молам денес да сватиме како во деновите на Ное, на Содом и Гомора, пас до последните денови, нашиот непријател, ѓаволот, користи зли шеми за да ги оддалечи луѓето од Бога. Под насловот Двата суда и Пасхата, да го почнеме проучувањето на Божјата реч со евреите, поглавје 11, стих 6. Да погледнеме во евреите, поглавје 11, стих 6. А без вера не е можно да му се угоди на Бога. Одејќи по патот на Евангелието, постојано сме под влијание на светот. Многу лесно се вклопуваме и прилагодуваме на околината. Размислувањето на луѓето, нивниот животен стил и обичаите на општеството. Бог постојано работи за да направи ново создание. Тој има волја и желба за нас, мислејки, таква личност сакам да бидеш. И покрај ова, често сме под влијание на светот. Сепак, со вера можеме да ги надминеме сите овие влијанија. Но што ако немаме вера, каде ќе отплови нашиот духовен живот? Каде ќе бидат привлечени срцата? Неизбежно ќе гледаме кон светот и ќе мислиме, но сите други го прават тоа вака. Тогаш станува тешко да го живееме животот што Бог го сака за нас, односно да бидеме повторно родени. Верата ни овозможува да се браниме од световните влијанија, бидејќи таа ја поставува целта на животот кон Царството Божјо, нели? Да продолжиме. А без вера не е можно да му се угоди на Бога, бидејќи оние кои доаѓаат кај Бога, треба да веруваат дека Тој постои и дека ги наградува оние што го бараат. Преку вера Ное, откако беше предупреден за она што уште не се гледаше, со послушност го направи ковчегот за да го спаси својот дом. Со тоа тој го осуди светот и стана наследник на праведноста по вера. Пишува, преку вера Ное, откако беше предупреден за она што уште не се гледаше, со послушност го направи ковчегот за да го спаси својот дом. Сите, да се има вера во нешта што уште не сме ги виделе, лесно ли е тоа? Замислете ја сцената на целиот свет целосно покриен со вода. Ова е нешто што никој од нас никогаш не го видел, дури ни до денес. Целиот свет бил поплавен во деновите на Ное, можете ли да замислите? Тогаш такво нешто било сосема незамисливо. Затоа во Евреите поглавје 11 се спомнуваат како нешта што уште не се видени. Слично, идниот настан кога Бог целосно ќе му суди на светот со оган, е нешто што никогаш не сме го виделе. Целиот свет ќе биде проголтан од оган, не е ли тоа незамислив спектакл? И сепак, Светото писмо вели дека Ное верувал во тоа. Тој веруваше, а што подготви? Тој го подготви ковчегот, точно како што му заповеда Бог.
Да потврдиме во Создавање поглавје 6, стих 9. Создавање поглавје 6, стих 9. Еве го животот на Ное. Ное беше човек праведен и непорочен во својот род. Ное живееше според Божјата волја. И му се родија на Ное 3 сина, Сим, Хам и Јафет. Каква беше состојбата на светот? А земјата се израсипа пред лицето на Бога и се исполни со неправда. Во поглед на моралот и етиката, целиот свет станал претерано зол и расипан. Да го погледнеме стихот 12. И погледна Бог на земјата, и ете, таа беше расипана, бидејќи секое суштество беше се отклонило од својот пат на земјата. И му рече Бог на Ное: крајот на секое суштество дојде пред очите мои, зашто земјата се исполни со нивните злодела, и еве, јас ќе ги истребам од земјата. Изгради си за себе ковчег од дрвото гофер и направи прегради во ковчегот, потоа намачкај го со смола однатре и однадвор. Со овие зборови, Бог му заповедал на Ное да го подготви ковчегот и му наложил да внесе во него по еден пар машки и женски животни од секаков вид, разликувајќи ги чистите и нечистите. Да продолжиме во стих 21. И земи со себе секаква храна, со каква што се хранат, и чувај ја кај себе, тоа ќе биде храната за тебе и за нив. И направи Ноес како што му заповеда Бог, така направи. Дури и во околности кога не можел ни да замисли како Бог би го судел светот со вода, Ное верно извршил се што му заповедал Бог. Ова е истиот принцип како нашата послушност денес на Божјата заповед. Проповедајте го Евангелието во Самарија и до крајот на земјата. Денес живееме во злобна и прелюбничка генерација. Сепак, дури и во средината на таков свет, Бог работи на спасение на своите сакани деца. Исто како што Бог го подготви ковчегот пред да го суди светот со вода, во овие последни денови тој го подготви Сион, за да можат сите луѓе да влезат во него. Дополнително, не ни ја доверили драгоцената мисија да го објавуваме ова на сите низ целиот свет. Ако има некоја поента што би сакал да ја извлечете од денешната порака, најважната е дека иако Ное никогаш не видел такви работи со своји очи, тој верувал во Божјата реч точно таква каква што била и извршил стокму онака како што му било наложено. Исто така, идниот суд што ќе дојде врз целиот свет преку оган е настан што никогаш не сме го виделе. Затоа, ние, како Ное, мора да се подготвиме за нашето спасение во ова време. Мора да ги водиме сите народи за да можат да се вратат во Сион. Насловот на денешната порака е двата суда и пасхата, и можеме да откриеме дека околностите на овие два суда се извонредно слични. Да ја погледнеме книгата 2 Петар, поглавје 3, стих 6. Второ Петар, поглавје 3, стих 6. Преку кое тогашниот свет загина потопен од вода. Ова е објаснување за времето на Ное. А сегашните небеса и земјата пазени од истото слово. Словото што Бог го дал кога го судел светот со вода било неговото слово, а неговата изјава дека ќе го суди овој свет со оган е исто така преку неговото слово. Се чуваат за оган, зашто се чуваат? Во денот на судот и погибелта на нечестивите луѓе. Какови луѓе? На крајот, безбожниците на овој свет се подложни на суд, исто како во времето на Ное. Затоа нема причина да ги имитираме нивните дела или да го следиме нивниот начин на живот.
Не смееме да велиме, но и другите го прават тоа и изгледа во ред. Наш стандард за секогаш мора да биде Бог. Секогаш да прашуваме како Бог го гледа ова. Нели само тогаш, со правилна вера, можеме да останеме верни докрај и да учествуваме во спасението на Ное? Да продолжиме со стих 9. Господ нема да задоцни со своето ветување, како што некои мислат за бавењето, но долго време трпи, што е тој, бидејќи не сака да загине некој, туку сите да се покаат. Бог чека да стоиме цврсто на правилниот стандард на вера што тој го сака. Да го победиме светот, да ја победиме секоја слабост и секогаш да победуваме над сите сатански искушенија и измами. Стих 10. И ќе дојде денот Господов, како крадец во ноќно време. Тогаш небесата со голема бучава ќе ги снема, и стихиите ќе пламнат и ќе се разрушат, а земјата, и што е на неа, ќе изгори. И така, бидејќи сето тоа ќе се разруши, каков треба да ви биде? Како што можеш да видиш овде, каков живот нагласува Бог? Вашиот свет живот и побожноста ваша. Овие пасуси ни покажуваат што се случило во времето на Ное и на Содом и Гомора. Кога луѓето станале рамнодушни кон побожното однесување и се оддалечиле од побожноста, Бог постојано владеел над нив со суд. Стих 12. Додека го очекувате и посакувате скорото доаѓање на Божиот ден, во кој небесата ќе се разрушат, што ќе донесе тоа, и основите, нашето физичко тело, во оган ќе се стопат. Но ние, според неговото ветување, очекуваме ново небо и нова земја, на кој ќе се всели правда. Народе, можете ли да замислите таква сцена? Може би се прашувате, како ќе се стопат стихиите? Како ќе се уништат небесата од оган? И кога Бог му наложи на Ное, подготви ковчег и му заповеда да влезе. Луѓето се прашува, откаде толку вода за да ја покрие целата земја? Тоа е незамислива сцена. Сепак, Ное веруваше во Божиот збор, бидејќи беше негов и стори како што му беше заповедано. На ист начин, мора да веруваме дека Бог ќе го суди светот со оган и мора да влеземе во Сион како што тој заповедал. Не прилагодувајте се на овој свет, ниту учете ги патиштата на оваа генерација. Верувам, нашиот пат на верата мора да биде во побожност и светост според овие учења. Да продолжиме со стих 13. Но ние, според неговото ветување, очекуваме ново небо и нова земја, на кој ќе се всели правда. Затоа, возлюбени, додека го очекувате тоа, што треба да направиме, погрижете се пред него да излезете спокојни, неосквернети и непорочни. Не треба ли тогаш да се трудиме со уште поголем напор во ова дело? Бог ни заповеда брзо да ја објавиме благата вест на сите, пред да го суди светот со оган на крајот на векот. Мора да ја споделиме оваа добра вест, зашто тоа време сигурно доаѓа. Да отвориме Матеј поглавје 28, стих 18. Матеј поглавје 28, стих 18. А Исус, кога се приближи, проговори и рече: Ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Одете и научете ги сите народи, крштавајќи ги во името на Отецот, и Синот, и Светиот Дух. И учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. За што ви заповедав, што ни е кажано да правиме? Заповедано ни е да ги слушаме. Тој ни заповеда да одиме и да го објавиме на секој народ.
Во времето на Ное, Бог му даде можност на секое живо суштество, пред да го суди светот со вода. Сепак, бидејќи луѓето живееја бунтовнички, се подсмеваа и ги презираа Божите зборови. Се подсмеваа на Божиот збор во времето на Езекија. И дури и во оваа доба, продолжуваат да се подсмеваат и да го презираат неговиот збор. Одбиваат да обрнат внимание на упатствата или водството што им ги дава Бог. Но, кога смртта е токму пред нивниот праг и конечно ќе се освестат, мислејки, морам да одам до ковчегот, дали воопшто ќе биде можно да одат? Тоа е невозможно. Зарем не затоа многу членови на семејството Сион одат во странство, со желба да го проповедаат Евангелието на оние кои уште не ја слушнале оваа порака? Да отвориме Исаија поглавје 43, да го читаме ветувањето. Кога Бог ќе го суди светот со оган, тој ќе ни избави. Оваа вест е скапоцена и благословена. Да ја погледнеме Божјата реч во Исаија поглавје 43, стих 1. А сега вака вели Господ, кој те создаде, Јакове, и кој те образувал, Израеле. Не плаши се, зашто јас те откупив, по име те повикав, ти си мој. Преку води ли ќе минуваш, јас сум со тебе, преку реки ли, тие нема да те потопат. Ако тргнеш преку оган, нема да се изгориш и пламенот нема да те обгори. Зашто јас сум Господ, Бог твој, светецот Израелов, твојот спасител. Откуп за тебе го дадов Египет, Етиопија и Сева ги дадов за тебе. Бидејќи си скап во очите мои, многу си ценет, јас те возлюбив, затоа ќе дадам други луѓе за тебе и народи за твојата душа. Не плаши се, зашто јас сум со тебе. Тој и денес ни ја пренесува оваа порака. Среде вода и среде оган, што вели тој дека ќе направи? Тој вети дека ќе биде со нас и ќе ни избави од се. Да се свртиме кон Псалми поглавје 91 стих 7. Псалми поглавје 91 стих 7. Покрај тебе ќе паднат 1000 и 10.000 десно од тебе. Но што ќе се случи, до тебе нема да се приближат. Само ќе гледаш со очите свој и ќе ја гледаш казната на нечестивите. Зашто, Господ ти е за солниште, надеж моја, Севишниот го избра за свое прибежиште. Зло нема да ти се случи и неволја нема да се приближи до шаторот твој. Зарем Бог не ветува дека ќе чува од несреќа? Да испитаме како Бог изјавил дека ќе ги заштити сите деца на Сион. Судот со вода и судот со оган се настани што човештвото никогаш порано не ги видело. Сепак, овие настани ќе се спроведат точно според Божјата реч, па затоа ни е заповедано да се подготвиме. Да се свртиме кон Излез поглавје 12 за да прочитаме за ветувањето како тој ќе ни избави од водата и огнот. Да го погледнеме Излез поглавје 12 стих 11. А вака јадете го, опашани околу половината, обувките да ви се на нозете и стаповите ваши во рацете ваши, и јадете брзо, тоа е Пасха Господова. Стих 12. Зашто ќе поминам низ земјата египетска таа ноќ и ќе го убијам секој првороден во земјата египетска, од човек до добиток, и ќе им се одмаздам на сите египетски богови, зашто јас сум Господ. А крвта ќе ви биде знак на куќите, во кој ќе бидете, и кога ќе видам крв,
Бог заповеда да се стави крвта од јагнето на страните и на горниот прак на вратите. Кога ќе ја види крвта, што ќе направи тој? Ќе ве одминам, па нема да има меѓу вас помор, кога ќе ја казнам египетската земја. Ова ветување не е нешто што се исполнило само во земјата Египет пред околу 3500 години. Што вели Бог во стих 14? И тој ден ќе ви биде ден на сеќавање. Кој е овој ден? Тоа е Пасха. И празнувајте го тој празник, посветен на Господ, празнувајте го од колено на колено, како трајна уредба. Според тоа, Пасхата може да се смета за самата гаранција за Божјото ветување. Пасхата го содржи ветувањето дека Бог секогаш ќе ги штити децата на Сион, без разлика дали судот доаѓа преку вода, оган или друго. Затоа, кога одите во странство, се молам да поучувате за историјата на Пасхата и да објасните зошто мора да ја празнуваме. Како што Ное се подготвуваше за невиденото, Бог ни ја даде Пасхата да се подготвиме за невиденото. Тој го подготвува патот за целото човештво да се врати во Сион, местото каде што се слават неговите празници. Во Излез поглавје 12, тој ветува: ќе ве одминам, па нема да има меѓу вас помор. Преку кои средства Бог ни го дава ова ветување сега? Зарем ова не е ветувањето што Бог ни го дава преку Пасхата? Затоа е напишано во Псалми поглавје 91: покрај тебе ќе паднат 1000 и 10.000 десно од тебе. Но што вели Библијата дека ќе се случи? Ветувањето дека до тебе нема да се приближат, на кого се однесуваат овие зборови? Што мораат да држат за да го добијат ова ветување? Ова е ветувањето што Бог им го дал на оние што ја празнуваат Пасхата. Денес, додека ги врежуваме овие зборови на Божјата вистина длабоко во нашите срца, да потврдиме преку Библијата уште неколку детали за денот кога Бог ќе му суди на светот со оган. Да се свртиме заедно кон Еремија поглавје 4, стих 9. Во Еремија поглавје 4, стих 9 е напишано: и во тој ден, вели Господ, ќе замре срцето на царот и срцето на кнезовите, што ќе направат? Библијата вели дека ќе им замре срцето бидејќи таа сцена ќе биде толку крајно застрашувачка и шокантна. Ќе замре срцето на царот и срцето на кнезовите, ќе се ужаснат свештениците и ќе се вчудоневидат пророците. Што ќе направат? Ќе бидат вчудоневидани. Преостанатото време од огнениот суд ќе биде исполнето со сцени како ова. Сега да се свртиме кон Еремија поглавје 5, стих 1. Еремија поглавје 5, стих 1. Поминете по ерусалимските улици, погледајте, испитајте и побарајте по плоштадите негови. Ќе најдете ли човек кој пази правда, кој ја бара вистината? Што ќе стори тој? За да му простам на Ерусалим. Не звучи ли ова како пасус што сме го слушнале некаде предходно? Каде на друго место во Библијата најдовме вакви зборови? Пред уништувањето на Содом и Гомора, Авраам го молел Бога: ќе ги уништиш ли праведните со злите? Постојано намалувајќи го бројот на праведни луѓе потребни за да се спасат градовите. Сепак, на крајот, бидејќи во Содом и Гомора не можеше да се најде ниту мал број праведни луѓе, Бог на крајот го изврши својот конечен суд со оган. И овде Бог вели: ќе најдете ли човек за да му простам на Ерусалим? Светот станува спозлобен, сповеќе се оддалечува од Божјата праведност и духовно станува стврднат. Некој би рекол: не е ли Божјата црква престрога, следејќи ја само Библијата? Како може некој да живее на таков задушлив начин? Живеењето според Божјата реч никогаш не е задушливо. Тоа е најбезбедниот, најблагословен и најсигурен пат. Затоа ние треба да можеме да живееме таков живот.
Кога ќе имате момент, ве молам, разгледајте ги и сцените опишани во 2 Петар поглавје 3, Малахија поглавје 4 и Софонија поглавје 1. Да се свртиме кон Исаија поглавје 24, стих 1. Исаија поглавје 24, стих 1. Ете, Господ ја опустошува земјата и ја прави неплодна, ја изобличува. Изразот дека Бог ќе ја опустоши земјата покажува колку голем мора да биде неговиот гнев. Иако ова е многу омекнат израз во библиски термини, сепак може да се препознае огромен степен на Божиот свет гнев. Се вели дека Бог не ја остава земјата таква каква што е. Напротив, бидејќи нејзината злоба сега ги пробива небесата, тој ја прави пуста и ќе ја опустоши. И ги распрснува оние што живеат на неа. Со свештеникот ќе стане исто што и со народот, со слугата, исто што и со господарот негов, со слугинката, исто што и со господарката нејзина, со купувачот, исто што и со продавачот, со оној кој ќе земе на заем, исто што и со оној кој дава на заем, со оној кој дава со интерес, исто што и со оној кој зема под интерес. Земјата ќе опустоши до крај и целата ќе биде ограбена, зашто Господ го изрече тоа слово. Тагува, нажалена е земјата, опаднала, тажна е вселената, небото пропаѓа заедно со земјата. И земјата е осквернета под жителите своји, зашто тие ги прекршија законите, го изменија уставот, го нарушија вечниот завет. Затоа проклетство ја јаде земјата, а жителите нејзини трпат казна. Затоа се намалени жителите земни, малку луѓе остана. Плаче гроздовиот сок, боледува лозата, воздивнуваат сите што се веселеа од срце. Престана веселбата со тимпани, молкна вревата на оние што се веселеа, стивнаа звуците на харфите. Не пијат повеќе вино со песни, горчлив е жестокиот пијалак за оние што го пијат. Разорен е запустениот град, сите куќи се затворени, не може да се влезе. Плачат за вино по улиците, исчезна секаква радост, изгонета е секаква веселба, што им се случи. Тие се од земјата. Во градот остана само пустош, портите се искршени. А среде земјата, меѓу народите, ќе биде истото, што станува кога маслинки тресат или паберки по гроздобер. Сите, обидете се да замислите ваква средина и атмосфера. Среде сето ова, веста дека Бог ќе ги поштеди од неволите оние во Сион кои ја држат пасхата, дека ќе ги искупи и ќе ги одведе во небесното царство. Сите, нели е ова најубава и најпрекрасна вест? Ова е веста што мора да ја споделиме со нашите соседи, нашите семејства, нашите роднини и сите околу нас. Ние не носиме ништо што би му наштетило на светот. Ние ја носиме најголемата полза за човештвото. Дали некогаш се двоумиме или се плашиме кога му даваме нешто добро на некого? Би рекле, сакам да споделам нешто со тебе. Сигурно ќе ти се допадне. Само се уште не го сваќаш тоа. Без разлика дали е роден ден на вашето дете или на вашите родители, кога подготвувате подарок, зарем не го подарувате со мислата? Ќе бидат толку воодушевени кога ќе го отворат ова. Со такво срце, треба да го проповедаме Евангелието, споделувајќи ги овие дарови еден по еден. Затоа пораката што ја пренесуваме е порака на целосна радост. Не е ли оваа порака запишана во Библијата како Евангелие, што значи добра вест? Да ја објавуваме насекаде. Ние треба да ја објавуваме Божјата волја. Како што светот беше суден со вода во времето на Ное, така Бог сигурно ќе донесе суд во последните денови. Но не се работи само за страшни настани. Тука е и Божјото ветување за спасение. Затоа да ги водиме сите души во животната вистина на пасхата. Со такво срце да им кажеме на сите луѓе: не ја пропуштајте оваа можност, но зграбчете ја.
Ова е последна и посебна можност, затоа ве молиме придружете ни се во Пасхата, празникот на животот. И прими Божји благослови и благодат. Со ова срце, мора да го проповедаме скапоценото Евангелие на Новиот Завет на сите народи. Бог го дал својот збор дека овие два суда сигурно ќе се исполнат. Не треба да понесе тоа што луѓето во светот се невнимателни. Според Божјите учења, ако Бог каже, ова не е свето, ова не е побожно, тогаш мора да ги отфрлиме тие нешта. Не сме ли ние народот на Сион, кој учи и ги следи Божјите учења? Потоа, мора да се прашаме, кои се учењата во Сион? Исто така, мора да се прашаме, како Бог води во оваа доба. Ако станеме Божји народ кој внимава на Неговото водство и знае да го следи, уверен сум дека Бог безбедно ќе го одведе својот народ во вечното небесно царство, дури и во овој зол и прелюбнички род. Значи, мора да се прашаме, зошто луѓето беа судени во деновите на Ное и во времето на Содом и Гомора? И зошто ова последно доба сега се соочува со Божјиот суд? Ве молам, никогаш не го заборавајте ова. На такви места, луѓето секогаш правеле спротивно на учењата на Бога. Лекцијата што Бог ни ја даде денес преку двата суда и Пасхата, е дека Негова волја е да подготви за оваа доба, како што направил за луѓето во времето на Ное. Усрдно се молам да го примите ова при срце, за сите радосно да ја дочекате овогодинешната Пасха. Со надеж дека примивте голема благодат, ја завршувам денешната проповед. Ви благодарам многу.